Мораме да истакнеме дека Агенцијата за храна и ветеринарство во овој изминат период од 4-5 години активно работеше на делот на усогласувањето на регулативата, при што се изработени и донесени 7 закони и околу 140 подзаконски акти до сега. Заедно со планот за изработка на уште 40 на оваа година, значи дека 2012 година треба да ја завршиме со донесени околу 180 подзаконски акти и 7 закони кои што целосно ја регулираат областа на храната, безбедноста на храната, како и здравствената заштита на животните. Бидејќи се работи за една динамична област каде што секојдневно се менуваат актите, во праксата токму тоа произлезе потребата да заедно со бизнис операторите работиме на еден проект за полесно приближување на сите овие подзаконски акти, бидејќи едно е да се носат актите, сосема друго е имплементацијата на теренот, како од страна на нашите инспектори, така и од страна на операторите со храна. Затоа најдовме заеднички јазик, ќе го отпочнеме проектот на редовна едукација на бизнис операторите во рамките на Стопанската комора на Република Македонија, каде во зависност од агендата и од распоредот имаме конкретни теми кои што ќе се разговараат со бизнис заедницата во насока на објаснување на одредбите од законите, објаснување на одредбите од правилниците, значи објаснување на обврските точни кои што треба да ги исполнат операторите со храна во делот на безбедноста на храната, како и приближување на работата на инспекторите, што значи подигнување на транспарентноста на работата на агенцијата во насока дека кога ќе дојде инспекторот, операторот со храна точно да знае што инспекторот бара, како го бара тоа и да биде припремен за сите оние контроли кои што се поврзани со во тој дел. Сакаме со вас, односно пред вас, да ги промовираме едукативните настани кои што заедно комората со агенцијата ќе ги почне од понеделник, се со цел информирање на нашите компании за донесената нова подзаконска регулатива, односно правилниците и она што е во следниот период заедничка задача на нашата институција и на агенцијата во делот на промената. Согласно нашите барања, поднесени и во рамките на регулаторната гилотиња, агенцијата реагираше брзо, не само што покрена активно за донесување на нови правилници, туку и заеднички работеше со нашите членки од аспект на непречена имплементација на истите. Само ќе напоменам заеднички на што се работеше. Се работеше на правилникот за адитиви како и здравствените сертификати со представниците на кондиторското производство. Понатака се работеше на правилникот за квалитет на конзумни јајца, правилникот за квалитет на пченичното брашно, заедно со мелничко-пекарската индустрија, а исто така во тек е изработка на нов правилник за масло за јадење со нашата групација во рамките на комората, која што иницираше нов правилник, а работиме во моментот на уште 5 нови правилници. Следи подпишувањето на меморандумот за соработка помеѓу нашите две институции и повторно ќе кажам, не во делот на нашата добра и одлична соработка, туку во делот на допрецизирање на едукативните настани, кои што од следниот понеделник ќе почнат се со цел континуирана едукација и следење на новите подзаконски регулативи за нашите компании.